Колку често временските осцилации се причина да се зголемат анксиозните напади кај граѓаните во летниот период? Се соочуваме со временски осцилации, топлотни бранови. Во овој период во итната медицинска помош, покрај јавувањата со вообичаената симптоматологија за кој што луѓето бараат итна медицинска помош или се советуваат, се почесто се јавуваат луѓе со силна анксиозност или панични напади. Всушност, таа анксиозност е толку интензивна што луѓето помислуваат дека доживуваат срцев удар или, како што тие споделуваат, дошол крајот, односно ќе починат. Знаете, стравот е една физиолошка емоција која што всушност го припрема организмот да се бори со надворешни опасности, но проблемот настанува токму тогаш кога мозокот ќе ги превиди тие опасности. За време на топлотните удари или за време на промена на атмосферскиот притисок, влажноста во воздухот и температурните разлики со кои што на дневно ниво се соочуваме сега, всушност се јавува еден физиолошки процес во организмот. Значи срцето чука забрзано, се со цел да се потиме, да се прилагоди организмот на временските осцилации. Но мозокот кај почувствителните луѓе тоа го доживува некако како опасност. Затоа се навлегува во една состојба што се нарекува циркулус вициозус. Значи, луѓето тоа го доживуваат како организмот да има под некаква страшна опасност. Срцето чука тогаш уште позабрзано, чувствуваат болка во градите, стегање во градите, како да немаат воздух, зуење во ушите до вкоченување на прстите. Тогаш се јавуваат во итната медицинска помош и наша задача всушност е да ги разликуваме соматското од психичкото и да дадеме совети понатаму или да интервенира итната медицинска помош. Дали почесто овие напади се случуваат во дневните часови или во ноќните часови? Почесто паничните напади се случуваат за време на ноќта. Всушност, итната медицинска помош ги открива сите зацкриени работи кои што се случуваат ноќе со организмот на човекот. Тогаш се јавуваат. Дали се тоа луѓе кои претходно имале одредени психолошки состојби или може прв пат да се јави во вакви температурни осцилации, ако организмот бил преморен, имале одредена психичка дента состојба? Временските услови сами по себе не може да предизвикаат анксиозност. Но луѓето кои што се почувствителни, тогаш доаѓа до израст таа психичка состојба. Депресивните болни исто така се повлекуваат, можеби и затоа што постојат и осцилации на крвниот притисок во моментот и ние најчесто како ги советуваме луѓето кога ќе добијат паничен атак. Да се повлечат на мирно и тивко место, да гледаат во околината, не кон себе, да гледаат, слушаат, допираат, да се дефокусираат, всушност да се трудат да не хипервентилираат, да се сосредочат на дишењето, да вдишуваат низ нос 4 секунди, да издишуваат 6 до 8 секунди во овој период и да ги избегнуваат стимулантите, како кафе, алкохолни пијалоци, да пијат повеќе течности, нели често тоа го советуваме, но навистина хидратацијата помага и мозокот и телото да се хидрира, се со цел да ги спречиме тие палпитации, забрзано чукање на срцето и понатаму. И дали потоа треба да се обратат кај матичен доктор? Ако се јавува прв пат таа болка во градите, се разбира да се обратат прво на итна медицинска помош ако болката трае и не може да се изборат со тоа, но понатаму секако да побараат психолошка, односно психијатриска помош и да знаат дека во моментот кога се случува тоа, всушност тоа е минливо. Навистина е непријатно да се чувствува така човек, затоа што симптомите кои што ги чувствуваат навистина постојат. Чувствуваат болка во градите, вкочанетост, страф од смртта. Огромна е страфта од смртта која што чувствуваат тогаш, но да имаат во предвид и секогаш да го имаат во ум дека се случува сега, е непријатно, е драматично, но поминува.